заврши снимањето на 8-миот поред филм на најтрофејниот македонски режисер Милчо Манчовски Збогум Копакабана. Велат тимот што победува не треба да се менува, па така покрај Милчо и екипата, продуцент повторно се јавува прочуениот Јане Ќортошев. Јане, добро утро. Добро утро, ти благодарам за ова прочуениот, звучи како не знам кој да дошол да направил. Не, дефинитивно, у принцип, со Милчо затеравме веќе трети филм заедно. Навистина имаме тим и Милчо е секогаш на тој принцип, сака да работи. Нели со луѓе со кои што веќе соработувал и му оди добро, еве, како на пример со Девид Манс, неговиот сценографот на сите негови филмови. Од пред дождот, така тој и овој пат беше со нас. И во Збогум Копакабана беше со нас. Формула очигледно што успева, што дава резултати. ППП се надеваме и овој пат. Што всушност е Збогум Копакабана? Социјален трилер, комедија, допира повеќе теми од она што го кажа Милчо на почетокот: сиромаштија, крадење бисти по Скопје, корупција, нееднаквост. Мотото на филмот е брат, сестра и шахта. И тој во суштина е таа една приказка за брат и за сестра, за нивната взаемна љубов, она братска, сестринска љубов која имаат еден за друг, и низ тој нивни живот, каков што е, како нели заедно се справуваат и минуваат низ него. Милјето или она што го гледаме е, да, можеби социјална приказка, но можеби на некој смешен начин ќе сакаме да ја направиме. Ти викам да почекаме за тоа да видиме што ќе излезе. Улогите им се доделени на Филип Трајковиќ и на Сара Климовска. Братот и сестрата, да. Кој, освен Филип и Сара, уште ќе може да го видиме во филмот? Освен Филип и Сара, Сонја Михајлова е од Битола, нашата битолска дива. Е една од главните карактери, потоа неизоставниот Пепи Мирчевски, кој што е нели скоро во секој филм на Милчо. Го имаме Јордан Симонов, Јасмина Василева, Дејан Лилиќ и уште многу други. Милчо ја раскажува приказната за братот и за сестрата кои крадат бисти и шахти по Скопје, но како приказната ја виде продуцентското око на Јане Ќортошев. Прв пат, нели, кога ја читав, кога овакво ме возбуди и ми беше забавно. И она е тоа што ме привлече, освен, нели, тоа што си работиме со Милчо, тоа ми беше интересно. Таа една забава и таа една карактеристика да изненадува постојано. Што е можеби и она што и Милчо го сака од едно убаво добро дело, нели, да те изненади малку, да има што да видиш интересно ново, да те влече да го гледаш. Така да тоа ми беше можеби на прво читање интересно ме вовлече, а од таму натака таа приказка што ја гради Милчо помеѓу братот и сестрата, мислам дека е она што ќе погодува. Се снимаше на повеќе локации низ Скопје, меѓутоа за прв пат и на Скопскиот аквадукт. Како се случи да го изберете токму Скопскиот аквадукт? Малку случајно, идеја на еден од нашите соработници кои што ги бараше локациите. Бевме, го видовме, едноставно местото кое ќе отидеш таму е иконично, би рекол, мислам, таа гледка на тој аквадукт кој што е таму од векови. Просто влечеше да се стави на филм. Како одеше соработката со комплетната екипа? Одлично. Овој пат некако одлично, можеби секој пат така викаме, но овој пат навистина некако сите си кликна. И тоа имавме, нели, членови на екипа имавме од Бугарија, од Албанија, од Србија, од Италија, од Англија,
Сите некако што дојдоа беа страшни професионалци на прво место, а понатаму и она прекрасни луѓе и некако навистина тој процес беше неверојатно гладок, убав, совршен би рекол. Заврши снимањето, следува монтажата, предпоставувам, и кога може да ја очекуваме премиерата? Сладките макини следуваат сега и можеби дури поважниот снимањето е еден процес активен и таков тежок, меѓутоа неретко филмот се навистина се раѓа во монтажата. Така да и тоа е процес што Милчо многу го сака. Почнуваме практично од идната недела да монтираме, но потоа следи таа постпродукција да се затвори звук, слика и така натаму. Од таму натака, значи верувам некаде пролет би бил финиширан, завршен. Од таму натака останува да видиме фестивал прво, каде што и живи здравје се надевам есен до година да си го покажеме на нашата публика. Посакувам успех и што поскоро да се видиме на промоцијата. Живи здрави, да. Ти благодарам многу.